има лаги, поголеми лаги и статистика, кажал Марк Твен, удирајќи на тоа дека статистичките не секогаш се нужно и точни податоци. Во нашата земја до пред некоја година имаше сериозни сомнежи дека статистичките податоци се употребуваат и се злоупотребуваат во партиски математики. Оваа емисија на Агенда 35 е посветена на забелешките на Европската Унија во поглавието статистика. Најголемата е таа дека се уште во земјава нема попис. Имам интервју со директорот на Заводот за статистика Апостол Симовски и репортажа на терен каде што веќе пробниот попис се спроведува. Останете со нас. Во оваа емисија ќе гледате анализа на Агенда 35. Колку граѓани се одселија и колку останаа во земјава од последниот попис од 2002 година до денес. Репортажа како се одвива пробниот попис на терен. Граѓаните велат, пописот е нужен. Ова е предолго време. Многу миграција се створи од Македонија и луѓето се изречивме, така рече. Скоро во селово млад човек да не сретнете. Останавме само ние пензионерите. Пописот е неминовен и можеше да биде порано. Интервју со директорот на Заводот за статистика Апостол Симовски. Тврдам најодговорно дека целокупната методологија по која ќе се спроведе пописот е комплетно усогласена со светските стандарди. Следете на. На само неколку недели од последниот извештај на Европската комисија за напредокот на земјава, една од главните забелешки за поглавието 18 статистика почна да се спроведува. Тоа е пилот фазата на најобемната статистичка операција попис на населението. Како и во целата држава, така и во Скопското село Орешани, попишувачите доаѓаат по 17 години, колку што не е спроведен попис во земјава. Куќата на Спасе Гранчаревски беше првата што ја посетија попишувачите. Попишувачите со себе не носат хартиени прашалници, тие се заменети со компјутерска апликација, а попишувачите имаат пристап и до податоците и од другите институции. Во зависност од големината на домаќинството, постапката трае од половина час до 1 час. Тоа е новината на овој попис што ќе се одржи во април 2020, а пробниот попис е нормално. Составен од повеќе бази у позадина што се до сега, пошто тоа гледа позадината на податоците, личните податоци на лицето, до сега се совпаднати, значи како што е кажаната адреса со име, презиме, улица, број се согласуваат. Новината е исто што имаме у позадина и апликации и бази од други институции кои стварно се поклопуваат. Се надеваме дека со овој попис ќе се расчистат и идејата и на заводот и на владата на нашата држава дека ќе биде успешен попис со основа за добри бази на податоци и со основа на добри регистри, секако што е потребно за една држава. За сега одзивот на граѓаните и целата постапка се одвиваат во најдобар можен ред, велат попишувачите задолжени за Орешани и за Зелениково. Соочени се дури со барање од граѓаните да бидат попишани, иако се попишуваат одредени региони, однапред селектирани. До сега пописот се одвива во најдобар можен ред. Стварно не можеме да се пожалиме ни од население, ни од ништо. Малце теренот е потешок, што е ново искуство, али тоа е и целта на овој пробен попис, да го видиме теренот каков е, што е за понатамошни акции да се спроведуваат. Соработката со граѓаните е многу добра, каде што они самите веќе те викаат дојди, сега треба и мене да ме попишуваат, значи мора сега ние да следиме ред како што одиме. Јас мислам дека нема да имаме до крај некој проблем. Апликацијата ни е супер, софтверот ни работи, така да не верувам дека ќе имаме нешто проблем до крај. Сепак во одредени куќи, попишувачите наидуваат и на затворени врати, каде што оставаат порака граѓаните да се јават и да посочат термин кога ќе бидат дома. Во дел од случаите граѓаните се отсутни за кратко и стапуваат во контакт со попишувачите, а во другите случаи соседите ги информираат попишувачите дека луѓето се иселени од тој дом. До сега попишувачите се соочиле со неколку такви примери, но велат дека врз основа на тоа не можат да се носат заклучоци дали е зголемено иселувањето. Статистички тоа гледано, сепак треба резултатот да го завршиме, па за да ги споредиме податоците. Што значи врз основа на едно-две домаќинства ние стварно не можеме да дајме некој заклучок. За Гранчаревски пак иселувањето се чувствува, без разлика дали од село кон град или надвор од државава. Селото е испразнето. Неговите деца вели ќе останат во земјава, но не во Орешани.
На пописот гледа како на можност за согледување на реалните проблеми и насочување на решенијата кон нив. Долго време немаме попис за нас, гледајќи ги светските трендови, пратејќи со средствата за информирање. Ова е предолго време. Многу миграција се створи од Македонија и луѓето се изречивме, така рече. Скоро во селово млад човек да не сретнете. Останавме само ние, пензионерите. Пописот е неминовен и можеше да биде порано. И според Филип Темелковски, градоначалникот на Киселавода, една од општините во која се спроведува пробното пребројување на населението, пописот ќе им овозможи подобро планирање и распределување на средствата за проекти за подобрување на животот на граѓаните. До сега, вели, има примери за проекти кои не ги дале максималните ефекти, само поради немањето на основните податоци, како што се бројот и структурата на населението. Очекуваме дека со пописот ќе ни помогне многу на нас како општина при планирањето на каде и како да ги трошиме средствата. Ние преку 18 години немаме попис во нашата држава и реално во општината Кисела Вода ниту знаеме точно колку жители живеат. Втора работа ќе ни покаже точно колку жители немаат сменето лична карта во нашата општина, бидејќи имаме многу нови населби, а зголемување на населението официјално немам. А со тоа ќе му ни биде полесно, како што напоменав, и при правењето на плановите за наредната година, за планот за работа на самата општина, не само краткорочно, него и долгорочно, да видиме како треба да не се развива нашата општина. Пред се зборувам тука за инфраструктурата, говориме и за, ќе ни даде и за структурата на населението, да знаеме каде треба повеќе средства да се потрошат за образование, за предшколска возраст, дали треба многу повеќе средства во име за социјалната заштита. Тоа го очекуваме од пописот. Последниот попис од 2011 година траеше 10 дена и беше прекинат со давање оставка на пописната комисија. За пропаднатиот попис се води истрага во специјалното јавно обвинителство. Пописот е потребен поради обезбедување на податоци за бројот на населението, домаќинствата и живеалиштата и нивните карактеристики. Обработката на овие податоци се користи за анализа и оцена на состојбите во економскиот и социјалниот развој, планирање на развој во стопанството, образованието, здравството, домувањето и во другите економски и социјални сфери. Ако направевме попис на населението минатата година, попишувачите немало да затекнат дома најмалку 358.414 граѓани кои веројатно веќе живеат во некој од европските држави. Анализата што ја направивме на податоците од Евростат покажува дека од последниот попис на населението во 2002 година до лани, вкупно 167.339 граѓани веќе станале државјани на ЕУ пред државата да стане дел од европското семејство. Од нив, најголем дел, односно 73.998 луѓе, добиле бугарско државјанство, а потоа следуваат Швајцарија, која не е дел од ЕУ, но е во Шенген зоната, со издадени 27.728 државјанства на македонски граѓани. Италија со 25.941, Германија со 14.905 и Австрија во првите 5 земји со вкупно 6.646 натурализирани државјани на Северна Македонија. Меѓутоа, бројот на граѓани што станале европејци со државјанство како виза за иселување и работа во ЕУ се зголемува откако ќе се додаде и бројката на луѓе што добиле дозвола за престој во некоја од европските држави. Вкупно 191.075 луѓе имаат таква дозвола за легален престој подолго од една година, а најголем дел од нив за патувањето навеле фамилијарна причина. Најмногу од нив престојуваат во Италија, дури 69.711 луѓе, каде што всушност одати најмногу сезонски работници од земјава. Потоа следува Швајцарија со издадени 65.560 дозволи, а во првите 5 земји се и Австрија со 21.058, Словенија со 12.693 и Белгија со издадени 4.232 дозволи за престој. Демографите што ги консултиравме велат дека пописот што е предвидено да се спроведе до година ќе даде прецизен податок колку граѓани живеат во моментот во земјата, бидејќи европските и светските стандарди што ќе се применат наложуваат да се евидентираат сите македонски граѓани кои што во моментот живеат тука, странци кои што престојуваат во земјава повеќе од една година и нашите граѓани што се надвор од земјава, но не подолго од една година. Сите наши државјани отсутни од земјава, кои што се надвор, согласно еве од 2002 година што се говори дека се околу 360.000 кои што се отсутни од земја, кои што имаат престој во друга земја, значи тие се регистрирани во тие земји. И од тука произлегува дека тие нема да влезат
ако се повеќе од 12 месеци во вкупно население во земјава, туку ќе влезат во некои други податоци што сакаме да дознаеме колку наше население има во надвор од нашава земја, што се уселени по разни основи. Во тој аспект е дека се дава можност да населението во земјава кој што одсутно надвор од земјава, да негови роднини, пријатели, блиски ги пријават со тој матичен број кој што ги имат или податоци за нив, за да се идентифицираат дека тие се одсутни од земјата. Герасимовски вели дека причините за масовниот екзодус на локалното население надвор од земјата, што е особено изразен последните десетина години, се главно од економска природа. Воглавном за иселувањето познати се причините. Од една страна беа повремена, бидејќи тоа веќе 10-20 години оваа појава е помасовно и поприсутна, беше прво политичката состојба, социјалната сигурност, економската сигурност, вработеноста, образованието, стандардите кои што се применуваат мерит систем за унапредување, каде што младите вие можете да работите и 2, и 3, и 5, и 10, и 20 години и да тапкате, да не речем, во место, односно да не можете да унапредувате. За разлика, да не зборам дека и личниот доход, но сега мерете ги вие стандардите на животен стандард, колку ќе потрошите во една европска земја, колку ќе потрошите кај нас. Да не ја мериме само висината дека земате 2, 3, 5.000 евра, него вие да плаќате 1000 евра за станов, да плаќате 100-200 евра, не е секако еднак. Но причините се оглавно тие и ради сигурноста, безбедноста се заминуваше воглавно во последниот период. Според Герасимовски, иако се стравува дека почетокот на преговорите, а потоа и членството на земјата во ЕУ, ќе значи целосно отворање на вратите кон Европа и уште поголем бран на емиграции, сепак тој вели дека постои начин како да се запре тој негативен тренд. Иселувањето, доколку се подобрат условите со странски изголемување инвестиции, како што со овие реформи што се преземат во овој период, сега реформите се прават со години, ние не можеме преку ноќ или година, две или ден-два да направиме исчекор било каков. Но резултатите и реформите покажуваат дека чекориме кон позитивна иднина, а позитивната иднина со влогот на отварање на нови работни места, со отварање на зголемување на платите, со можност за напредување во струката, во работното место, во значењето кој што ќе се даде, дека тие резултати ќе бидат за неколку години и тоа ќе допринесе да сепак се намали иселувањето од земјава, поготово она е жалосно на младиот кадар и тоа стручен, што влие многу и на демографската состојба во земјава, бидејќи наталитетот се прави од младото население. Ако тоа заминува во земјава, останува старци. Инаку, последниот попис проведен во 2002 година покажа дека вкупното население на државата брои 2.022.547 луѓе. Според последните проценки на Заводот за статистика пак, во земјава има над 2.077.000 луѓе. Меѓутоа, Герасимовски објаснува дека тоа не се најверодостојни проценки, бидејќи не ги опфаќаат граѓаните што се иселуваат, оти ретко кој од нив се одјавува од земјава и со тоа не се евидентираат статистички. Се проценува дека најблиску до точниот број на граѓани што живеат сега во Северна Македонија е евиденцијата на Фондот за здравствено осигурување, во чија база на податоци се евидентирани вкупно 1.872.466 осигуреници. Добар ден, ви благодарам за учеството во нашата емисија. Добар ден, добро дојдовте во Заводот. На ред ни е поглавието статистика од преговорите со Европската Унија. Вие како институција имате многу малку забелешки во тој дел од аспект на усогласеноста на она што Европа го бара и тоа што вие го испорачувате. Пописот е онаа главна операција која што ќе треба да се спроведа под ваша надлежност. Ќе се навратиме на пописот подоцна, сега околу оние забелешки кои што Европа ги нотира. Прво тоа е дека нема доволно податоци кои што другите заводи за статистика ги презентираат, а ние не располагаме и не ги објавуваме. Зошто е тоа така? Немате ли доволно капацитет? Се кријат ли можеби некакви податоци? Вака, на почетокот, се тоа што го кажува Европа не се однесува само на Заводот за статистика, туку на целокупниот статистички систем во земјата. Имено статистичкиот систем во земјава се состои од 9 институции. Ние сме главна и носечка институција, меѓутоа уште 8 други институции се дел од статистичкиот систем. И сите ние, Министерството за финансии, Народна банка и некои други институции кои што се строго наведени во Законот за државна статистика. Извештајот на Европската комисија за прв пат после долги низ години има оценка good progress или добар прогрес. Претходно беше некаков прогрес, сам прогрес. Да. Што апсолутно ни дава до
знаење дека сме направили на вистина голем исчекор. Меѓутоа, некоректно е да се пофалиме дека тој исчекор е направен само минатата година. Државниот завод статистика и воопшто македонската статистика патот кон Европа го трасираше многу порано од било која друга институција во државата. А оние забелешки дека не се трансферираат доволно податоци? Не, ќе ви објаснам што се работи. Значи, во извештајот има 3 препораки. Не се тоа забелешки, се 3 препораки. Првата е да се спроведе попис во државата. Втората препорака е во однос на јакнењето на човечкиот капацитет во заводот. Доскоро беше воопшто јакнење на капацитетите на заводот. Значи, не мислиме само на вработување на нови лица или доволен кадар и пораст на примањата како што стои сега во извештајот, туку јакнење на капацитетите во смисол и на знаењето, стручното оспособување и слично. Има ли доволно Македонија стручњаци на тема статистика? Па тука е главниот проблем. Значи во нашата држава нема факултет за статистика. Так. Значи ние сме на некој начин со завршувањето на високото образование прилично приучени во однос на она што треба да го работиме во оваа институција. И нашите главни обуки, главното учење, главното стекнување на знаењата или ние го викаме за нечи е со текот на работата. Значи, и да работиме денеска нов човек, тој не е статистичен. Треба да стане статистичен, да се изгради во статистичен, бидејќи немаме соодветно статистичко образование, систем во земјата на такво образование. Во минатото исто така имаше доста забелешки не од Европската Унија, туку внатре од граѓаните, кои што беа информирани на некој начин од медиумите за недоволна доверба во заводот. Имаше разни дилеми околу тоа дали се веродостојни податоците, не се, обвинување за фингирање на податоци од вашите претходници тука и слично. Дали вие денес може да гарантирате дека вашата институција не подлежи на политички притисоци и дека она што го испорачува како факт е навистина факт? Знаете, има една реченица, има лаги, повеќе лаги и статистика. Так, добро. Како се надевам дека не важи тоа повеќе. Ќе ви одговорам и на ова прашање, меѓутоа претходно да го довршиме на првото. Третата препорака е развивањето на економските сметки, така наречени ЕСА 2010. Да. Тоа што важи за цела Европска Ова е систем на сметки, новина е во самата Европска Унија и земјите членки беа приморени да се усогласуваат во однос на овие стандарди и не се целосно и тие усогласени и кај нас овој процес се одвива неколку години наназад и ова е нешто што го работиме заедно со Министерството за финансии и Народна банка. Во однос на ова прашање кое што го поставите, јас не можам да тврдам дека некој се осмелил да помисли да дава податок различен од она што ние го обезбедуваме по тој систем на статистички на следење на состојбите. Меѓутоа можеме една друга работа да кажам. Квалитетот на податокот кој што ние го произведуваме првенствено зависи од квалитетот на инпутот. Значи на податокот кој што го прибираме за да произведеме статистички податок. Колку е тој инпут поквалитетен, толку е и податокот поквалитетен. Често пати се случувало да не внимаваме многу на инпутот. Најголемиот дел од податоците се собираат по пат на анкетни истражувања, дали се работи за лица или за деловни субјекти, сеедно, каде што тие даваат податоци. Наше е да најдеме сите можни начини да ги провериме овие податоци дали се квалитетни или не се. И да реагираме соодветно. Од вашите податоци се креираат понатаму политики или листите се користат во политички презентации пред граѓаните. Она што го тврдам, колку вие сте имале политички влијанија во собирањето на податоците ако не во обработката? Не, она што јас можам да го тврдам, барем последните 2 години дека апсолутно не сме имале никакво влијание од никаде. Значи не говорам само дали станува збор од структурите на власта, туку буквално од никаде за исполнување на некакви желби. Интереси. Да, желби. Да го крстиме така. Такво нешто немало и тоа многу ме радува што немало и да имало немало да биде задоволено, меѓутоа го немало. Да не грешиме душа да кажуваме дека некој се дали некој на претходните раководства им барал таков не можеме да тврдам. Меѓутоа она што сум сигурен е дека нема никој од работените се дрзне да помисли да дава погрешен податок. Меѓутоа,
можам да кажам дека во одредени периоди во минатото помалку се водила сметка на квалитетот на инпут. Сега оставивме, значи овие последните 2 години максимално нашето внимание го свртевме во овој дел, бидејќи знаете што лесно е да кажете вие јас ги исполнив стандардите, произведам податок по таа и таа методологија, користејќи такви технолошки решенија и слично. А кои се информациите кои што се собрани да ги и најдобриот готвач ако нема добри намирници нема да направи вкусно јадење. Добро е да се слушне ваква една гаранција, особено за политичките притисоци во услови кога во моментов се спроведува клучната операција, тоа е пописот. Кажете ни сега повеќе околу тоа, на терен веќе се работи пробниот попис. Да. Како сте вие задоволен досега и што всушност во моментов се случува во општините? Прво вака да видиме кај не состојбата со самиот попис. За да се спроведе пописот треба да се донесе закон за попис. Да. Законот е во собраниска процедура. За жал застана таму нешто, имавме некоја реакција од опозицијската партија во телевизија, меѓутоа немаме директна комуникација за да се разбереме во што се состои забелешката. Она што е давано. Он има некои забелешки за забелешката. Она што ние го гарантираме е дека апсолутно се задоволени сите стандарди кои се врзани со пописот. Меѓутоа до вас не адресирале никакво конкретно барање. Не може да адресира до некој друг бидејќи ние го правиме пописот овој пат. Јасно. Значи со овој закон целокупната операција попис е дадена на статистика да ја спроведе. На тие што треба да ја комплетно, да на стругата. Во претходна за они попис кој што пропадна во 2011 година, меѓутоа и во 2002 година кога се спроведе пописот, за жал законот беше таков да носител на оваа активност беше така наречена државна пописна комисија, тело кое што во 2002 беше формирано од страна на парламентот, во 2011 од страна на владата и кое што во својата суштина беше политичко тело. Така. Чим го формира влада или собрание, тоа веќе е со доза на политика. Кога ќе ги видите членовите кои што беа на тие тела, ќе видите дека тоа беше апсолутно политичко тело. И една политичка институција спроведуваше попис. Нешто што е апсолутно стручна работа. А заводот беше како помошно тело, значи во соработка со заводот го спроведува. Да, сега се извртени улогите и тука е ја затворивме таа врата, која што беше отворена за жал со овие два пописа. Па не е ли иронично да бидете сега подстомнеш за некакви партиски влијанија кога толку знаете што тоа се дневна политика. Јас не сакам да навлегувам во политика и немам намера да коментирам било какви политички одлуки, решенија, коментари и слично. Јас можам да говорам околу стручност, околу она што е професионалното. Тврдам најодговорно дека целокупната методологија по која ќе се спроведе пописот е комплетно согласена со светските стандарди. Не говорам европските, нема европски стандарди. Има стандарди кои што ги пропишува Европската унија. Тоа се овие препораки, не европска, не се извинувам, Обединетите нации, економската комисија за Европа. Тоа се препораките за пописите околу 2020 година и тука се дадени сите стандарди. Евростат ги прифаќа овие стандарди. Бидејќи Евростат не прави попис, прават земјите членки пописи. Евростат учествува во носењето на овие, учествува секоја земја членка и ние учествувавме во носењето на овие препораки и од кога се донесени тие се нешто што стандарди што важат за сите земји во светот. Се разбира за различни региони има различни стандарди, зависи од тоа колку е развиен статистичкиот систем во одредени делови. Во земји, ајде да не именувам некој да не случајно навредам, да не кажам некоја погрешна, таму каде што има мал фонд извори на податоци други, надвор од она што пописот може да го обезбеди, пописот вклучува многу белези, бидејќи нема друг извор на податоци. Земји кои имаат развиена статистика, кои произведуваат на дневна или на месечна основа различни типови на податоци, не мора се да вклучат во попис, бидејќи го имаат од друго место тој податок. И сега на терен каква е ситуацијата додека се чека ваму политичкото решение околу законот? Вака ние сега во моментот спроведуваме пилот попис. Целта на овој пилот попис е да не да произведе податоци. Значи ние нема да произведеме податоци сега, нема да објавиме ништо од тоа што ќе собереме, туку целта е да провери организацијата на пописот. Значи она симулираме организација која што би била за време на главниот попис, да провери техничките решенија кои што ќе ги користиме, дали функционираат. Имаме големи новини за разлика од последниот попис. Значи сега овој попис ќе биде со нов метод, така наречен комбиниран метод, кој што подразбира и она традиционално попишување на терен, меѓутоа истовремено користење на податоци од регистри. Електронски мислите? Од електронски бази на податоци. Доброто е што
веднаш на лице место попишуваш и има контакт со двата типа на податоци. Значи она што го има регистри и она што го дава. И некоја недоследност евентуално може Втората да се разлика е што нема да користиме повеќе хартиени прашалници, туку одиме со електронски прашалници, со користење на IT технологија што го овозможува ова комуницирање со базите на податоци. Значи со внесувањето на матични број автоматски се публикува се што има за тоа лице од базата во прашалникот и не одговара лицето да тие прашања, нема потреба бидејќи тие се веќе документирани податоци. Што гарантирано точно бидејќи се врз основа на документи направени. И овој попис ќе го спроведат лица од локалното население. Значи ќе бидеме попишувачи од локалното население. Си го знаат регионот. Си го знаат. Теренот ги познаваат. Луѓето ги познаваат. Нив поголема доверба има да дадат податоци, сепак даваат лични податоци. Нема случување јавна администрација како, мислам, тоа остави страшно лоша слика во претходниот попис. Многу голем антагонизам меѓу попишувачите, фактички се како да се чуваат еден со друг, како се пази едниот што работи другиот. Има многу дилеми околу тоа што ќе биде со оние луѓе кои што се иселени долг период, а имаат матични броеви тука. Дали ќе бидат опфатени, дали ние некако ќе може да имаме систем кој што ќе направи на диференцијација кои луѓе се од попишаните, се оние кои што имаат постојано живеалиште во нашата земја, кои се диаспора на некаков начин. Така. Препораките дефинираат точно категоријата резидентно население. Она главната категорија на население која што ја формира она најбитната категорија со пописот. И таму влегуваат државјаните на земјата кои се присутни во земјата во моментот на попис, државјани на земјата кои се отсутни од земјата, но не подолго од година дена во моментот на попис, и странци присутни во државата кои се присутни повеќе од година дена во моментот на попис. Тоа е таа една кратка дефиниција на категоријата резидентно или вкупно население. Покрај ова, препораките даваат можност да и од други категории кои се од интерес на земјата бидат попишани. Меѓутоа не да се меша со оваа категорија која што ја опишавме пред малку. Значи апсолутно постои разлика и ќе има видлива разлика помеѓу. Бидејќи сме миграционо подршје, а за жал немаме административна евиденција на иселувањето од државата, а тие се најголемата болка, ми се чини демографска, така наречена бела чума. Има два типа на бели чуми, едната е иселувањето, друга е намалувањето на наталитетот. Меѓутоа, дефинитивно јаката компонента која што влијае врз демографската состојба во земјата и сакаме да прибереме информации за овие луѓе. Да видиме колкав е бројот, колку време се надвор, колку време се надвор, кога се случувале тие текови миграциони, од кои делови од земјата се иселувале луѓето и во кои правци, оделе во кои држави се иселени. Значи ќе имаме оваа слика. Да, меѓутоа како посебна категорија. И таа нема апсолутно да влие на оваа другата. Нам ни требаат информации за овие лица. Сакаме сите велиме дека ни е најголемата болка иселувањето државата. А ако не знаеме колку се иселуваат и каде и зошто на крајот на вистина, добро, ние нема да дадеме одговор зошто, ама науката врз основа на нашите податоци треба да го даде тој одговор. Да. Да креираме политики да го намалиме барем тој степен на емиграција или да може да створиме услови луѓето да почнат да се враќаат назад. Значи на крај на оваа операција ние точно ќе знаеме колку луѓе се во ова резидентно население кој што вие го. Се ќе знаеме, значи ќе знаеме колку е точно присутно население. И таква категорија може да се извади. Така. Колку тие што се резидентно да се отсутни во странство до година дена. Колку се странци што се присутни во оваа категорија. И испуште ве кажам исто така ќе собереме податоци за странците присутни во земјата и пократко од година дена, ама и тие нема да бидат дел од таа категорија на резидентно население. Да. Еден битен момент кој што јавноста тешко го разбира е дека ние ќе попишуваме согласно вообичаената адреса. Што значи тоа? Ако имате вие лична карта со адреса на некој друго место, а де факто живеете на друго, ние ќе го пишеме таму кај што стварно живеете. А не кај што вие адресата во лична карта, бидејќи тој дел не ни интересира. Нас не интересира кај се навистина, за да може пред се локалната самоуправа да организира активности, односно да створи услови за живот на таа популација што навистина живее таму. Нив не ги интересира по лична карта кај живеете. Вие сте таму, вас мора да ви обезбеди услови, инфраструктура. Вака кога го објаснувате излегува дека најмалку всушност значењето на пописот ќе биде од она што најголема фама се крива, тоа е колку само луѓе живеат, па што се по националност и слично, дека всушност податоците требаат за многу посуштински нешта. Па не знам колку ги следите нашите јавувања во јавност, меѓутоа пред повеќе од година и значи некаде
септември 2017 година, Да, ние имавте излеговме вие. Да, со една идеја толку беше да ги овие на нож дочеканата Да, ама за жал, за жал. изјава. Ама токму од овие причини. Да сватат колку нас во суштина другите податоци се Не се битни. нужни. Јас не велам дека ова не е податок кој што треба да го знае. Меѓутоа, ако е тоа поле на политички интерес, ајде да го тргнеме тоа, да елиминираме било какво влијание на политиката, за да обезбедиме квалитетни, точни податоци, за тогаш веќе никој нема да го интересира да лаже. Просто е неверојатно вака кога човек ќе изземе сите параметри. Нама се како ние сме функционирале самите без рековте, попис. ме масакрираше јавноста. Да. Ние не рековме нема да има, рековме предлагаме да немаме, сакаме да го чуе јавното мислење. Кажете самите како беше тоа, моравме да ги случиме овие елементи, ќе бидат дел од пописот. Ќе биде дел од пописот. Ви благодарам многу, ќе ја следиме операцијата и сигурно ќе се видиме повторно по завршувањето на Ми беше целиот задоволство, благодарам и вам. Поверете, кога год имате интерес, стоиме на располагање. Покрај оние редовни пресои кои што ние Така. покануваме слободно кога го Па сакате. сега ќе бидете во вие жижата на стоиме јавноста, да располагање. речем. Се надеваме благодарам. дека ќе биде успешна оваа операција. Благодарам уште еднаш. Благодарам и вам. Советот на Европската Унија ја усвои директивата со која работните услови во Унијата стануваат потранспарентни и попредвидливи. Со новите правила се уведуваат нови минимални права, како и нови правила за информациите кои треба да им бидат достапни на работниците, а се однесуваат за работните услови. Главна цел на новите правила е да се одговори на предизвиците на пазарот на труд, кои се резултат на демографските движења, дигитализацијата и новите форми на вработување. Новата директива од работодавачите, меѓу другото, бара да ги информираат работниците во првите 7 дена за почетниот основен износ на надомест и износот на платено отсуство, како и за време траењето на стандарден работен ден или недела, кога работните обврски се предвидливи. Со директивата се дефинираат и минимални права за работниците, како на пример право за можност од паралелен работен ангажман кај друг работодавач, потоа бесплатна обука кога таквата обука се бара од професионално здружение или национална легислатива и така натаму. Директивата се однесува за сите поединци кои работат повеќе од 3 часа неделно во период од 4 недели. Европската комисија ќе обезбеди 120 милиони евра за пчеларството во Европската Унија за следните 3 години, за да ја поддржи неговата суштинска улога за земјоделско-прехранбениот сектор, здравите екосистеми и зачувувањето на работните места во руралните средини. Ова представува зголемување за 12 милиони евра споредено со поддршката обезбедена за периодот 2017-2019 година. Поддршката од Европската Унија ќе се применува во националните програми за апикултура од 1 август 2019 година до 31 јули 2022 година. Програмите вклучуваат едукација на пчеларите, поддршка за започнување бизнис во пчеларски сектор, борба против паразити штетни за кошниците и истражување и мерки за подобрување на квалитетот на мед. Во 2018 година во Европската Унија имало преку 17,5 милиони кошници и 600.000 пчелари. 28.400 регистрирани локации за кампување во Европската Унија им стојат на располагање на љубителите на кампувањето, покажуваат последните податоци на Евростат. Околу 2/3 од овие локации за кампување се во само 4 држави членки, и тоа Франција 28%, Велика Британија 17%, Германија и Холандија и двете по 10%. Посетителите оствариле 397 милиони ноќевања во камповите низ Европската Унија, што представува 12% од сите ноќевања во туристички објекти во рамки на ЕУ. Најголем број на ноќевања на локации за кампување се регистрирани во Франција, Италија и Велика Британија. Најголем удел на туристички ноќевања на локации за кампување во вкупниот број на ноќевања во туристички објекти е регистриран во Данска 33%, Луксембург 32% и Франција 29%. Повеќе од 700 милиони луѓе годишно влегуваат во Европската Унија. Овој број на патници и возила е огромен притисок за надворешните граници, отежнувајќи им на граничните власти да ги почитуваат строгите безбедносни протоколи, проверка на патните документи и биометриските податоци за секој патник, а при тоа застоите да се одржат на минимум. За да се помогне, олесни и забрза процесот на гранична контрола, еден проект финансиран од Европската Унија со 4,5 милиони евра развива интелигентен систем за гранична контрола. Системот функционира на тој начин што патниците најпрво користат онлайн апликација каде поставуваат слика од пасош, виза и потврда за финансиски средства,
а потоа преку веб камера одговараат на прашања кои им ги поставува компјутерски анимиран граничен службеник, персонализиран на полот, етничката припадност и јазикот на патникот. Системот кој е базиран на вештачка интелигенција ги анализира микрогестикулациите на патникот и проверува дали лаже. За секој индивидуален патник се формира оценка за ризик. Ова е првата фаза од контролата и се случува пред пристигнување на самата граница. Во оваа фаза патникот се информира и за правата и процедурите при патување на патникот, како и за предупредувања и нелегални активности. Втората фаза од проверката се случува на самиот граничен премин, каде граничниот службеник врз основа на информациите од првата фаза спроведува брза проверка или пак детална проверка доколку патникот е оценет како високо ризичен. Тестирањето на системот се спроведува во реални услови на 4 гранични премини во Унгарија, Грција и Латвија. Се гледаме следната недела со друга тема. 20 часот и 15 минути на македонската телевизија, а ако не пропуштите тука, следете не на интернет на нашите официјални Инстаграм и Фејсбук профили. Се гледаме.